почитувана јавност. Ова е прв програмски документ, ребаланс на буџет од формирањето на новата влада. За жал, овој програмски документ е доказ за катаклизмичното однесување на претходната владена коалиција, која што немилосрдно, крадејќи ги јавните народни пари, ги остави институциите на ова дередже. Директен доказ за епското крадење од народот и организираниот криминален систем кој што ги девастираше граѓаните и го уништи стопанството, која што е вторна Република Македонија во сиромаштија, од која што навистина е предизвикувачки да се излезе. И кога го кажуваме ова, ние не бараме изговори, ниту прифаќаме такви, туку сакаме да кажеме дека овој органски текст на буџетот кој што беше наследен од новата влада, ај кај што бил потрошен, ај кај што бил направен така за наменски да покрие одредени слабости кои што настанале од дрското трошење и крадење, туку граѓаните да знаат што се случувало со парите кои што биле соберени од нивните даноци. Јас ќе се обидам да давам аргументи за нашите предлози, како и за тврдењата на опозицијата. И еве во оваа дискусија ќе читам бројки кои што се продуцирани од официјалните државни институции. Факт е дека вака поставениот буџет бил позициониран за 6 месеци и бил така дизајниран за да прикрие одредени слабости, и токму затоа ние денес имаме случај во кој што во ребалансот, замислете, предвидуваме средства за исплата на редовни режиски трошоци, а тоа е пензии и плати. Во буџетот кој што бил донесен за оваа година не биле вкалкулирани средства за плати на многу институции како што се Македонски шуми, не била вкалкулирана до крај сумата за исплата на пензии, а и ќе отидеме понатаму и ќе читам некои ставки за да не бидам обвинет дека транскрибирам нешто што не е вистина. Она кое што можеше да се примети од комисиската расправа, прво е дека и самите членови на комисијата од страна на СДСМ и на ДУИ не беа присутни и БГА, особено оној кој што бил директен учесник во правењето и креирањето на ваквиот буџет, тоа е господинот Битики. Едноставно човекот исчезна, дојде првиот ден, кажа тоа што имаше да го каже и го снема. А втората работа која што е многу важна и која што е индикативна за односот на СДСМ према државните институции, тоа се комичните амандмани кои што ги имаа поднесено, замислете, за болница која што не постои, за влез во општина Битова проект кој што се имплементира, за некаков канал во општина Зелениково кој што е завршен и амандмани со кои што се подсмеваа со граѓаните. Ајде да набројам неколку од најважните делови кои што овој ребаланс ги вкалкулирува и ги вклучува. Со овој ребаланс се обезбедуваат 1 милијарда денари за исплата на законската финансиска помош во зоните, која што претходната влада ја знаела, но не ја обезбедила. Господине Ковачевски, тука не бевте во право. Обезбедени се средства. 322 милиони денари за Државната изборна комисија за да се исплатат одборите и за да им се плати на медиумите, кој што беше пропуштено, па со амандмани на колешката Дафина и мојот, тие средства се внесени во буџетот. 644 милиони денари за студентски оброки за стипендија. Исто така законска обврска која што била предвидена, а не била исполнета во буџетот. Обезбедени се за овој ребаланс средства и гаранции, односно 5,1 милијарда денари за сервисирање на кредитни обврски кои што ги имаат предпријатијата ЈПДП, ЈСП, Железници и ЕСМ. Тоа значи дека тие средства едноставно овие предпријатија не можеле да ги враќат и како гарантор Министерството за финансии ги превзема. Знаеле, не ги вкалкулирале во буџетот. 600 милиони денари обезбедивме за исплата по судски решенија. Само за 2023 година 1,6 милијарди денари, 20 милиони евра, само по оваа основа, и тоа, замислете, најголем дел во МВР. А знаете ли кој е најголемиот парадокс, почитувани граѓани? Оливер Спасовски ни беседеше, ни продаваше памет тука со еден амандман да сме обезбеделе средства за пожарникарите и за оние кои што ги гасат пожарите. Каков безобразлук! Тој истиот кој што се изживувал врз вработени и со кој што во овој ребаланс ние предвидуваме средства за да им исплатиме што основните работнички права тој им ги загрозувал, тој ни поднесуваше амандман. Па да не го правел тоа, ние ќе можевме сега со тие 20 милиони евра и да купиме противпожарни возила и да им платиме соодветно на тие кои што и така ќе им биде платено за нивниот труд.
Субвенции за земјоделие од износ од 1,7 милијарди денари кои што се доспеани. 3 милијарди се вкупно, 1,7 сега, 2 милијарди до година. Знаеле, не ги вкалкулирале. И тука ни солеше памет оној министер за земјоделие, барајки замислете да се обезбедат средства за исплата на субвенции. Пола време ни го потрошија дека ние сме го трошиле буџетот, за да потоа сами со амандманите се посипат со пепел и да докажат дека знаеле за одредени обврски, а не ги вкалкулирале во буџетот. 550 милиони денари за ваучери во спорт кои што се законска обврска, а не биле воопшто планирани. Денеска на седницата помина потребата од носењето на тој закон. Тој закон ќе биде изгласан во текот на овие денови и обезбедени се средства спортистите, националните федерации и спортските клубови да не се грижат. 80 милиони денари за проекти за капитални се извинувам за Биро за развој на образование, односно за учебници, 6 милијарди денари за капитални инвестиции во општините, проектот на ВМРО, ДПМН и коалицијата за одвојување 100 милиони евра за да можат општините да градат капитални инвестиции. Замислете 132 милиони денари исплата кон фондовите за ЕУ заради констатирана злоупотреба на средства од страна на ОЛАФ. Тука е тој лоповлук за кој што зборувам. За мој ДДВ обезбедени се 1 милијарда денари кои што не биле планирани во буџетот, а е обврска која што мора да се исплати. 143 милиони денари за закупнини во ДКП, исто така законска обврска. 150 милиони денари за МРТВ, исто така законска обврска. Транзицијски трошоци втор столб 400 милиони денари, здравствено осигурување за пензионери 879 милиони денари, 1,7 милијарди денари за ФЗОМ за исплата на доспеани обврски и на крај 5 милијарди денари за пензиите. Ова е оној трик кој што го направиле со тоа што декемвриската пензија не била реално исплатена во јануари и на овој начин е нереално покажан помал буџетски дефицит за 2023 година во износ од скоро 7 милијарди денари и тоа е една од причините што буџетскиот дефицит сега бележи раст. Зголемување на каматите за 822 милиони денари, и тоа вреди да се каже дека наредните години заради овие генијалци под наводници за економија само по основ на камати оваа држава треба да плати 1,8 милијарди евра. Само по основ на камати. 1,8 милијарди евра, главницата тука не ја споменувам. 4,1 милијарда денари за плати, од кои 1,1 милијарда за блок дотации кои не биле планирани во основниот буџет. И за да не бидеме обвинети дека не ја говориме вистината, доволно е само да се отвори порталот Отворени финансии, кој што секогаш вака некако среќно го споменуваат и да видите дека планираниот буџетски дефицит за 12 месеци до 6 месец бил реализиран 71,4%. Што значи тоа? Дека тоа што било планирано за 12 месеци го потрошиле до 6-тиот месец и ако видите зошто, ќе видите дека во многу институции, дури и сега, од кои што најмногу и најсвеж пример е Елем и РЕК, се уште се исплаќаат предвремени исплати кон трети лица, односно кон компании блиски до СДСМ, како што е онаа Марковски. Слободно видете во МЕПС и во другите компании, како до 6-тиот месец е исплатено 100% од доспеаните обврски, а оние кои што ги водат институциите немаат таква обврска. Со овој ребаланс на буџетот во основа е прераспределба на средства од ставки што бележат слаба или никаква реализација и кратење на непродуктивните трошоци кои одземале значаен дел од првично планираниот буџет. Секаде каде што е скратено, така ги фативме во лага на комисијата, секаде е заради слаба реализација. Зошто? Затоа што овие кои што сега тука 18 на број ги воделе институциите, одбивале да исплаќаат и не потпишувале, сакале на тој начин да создадат одредена криза. Во поднесениот предлог ребаланс на буџетот за 2024 година има предвидено намалување на буџетски средства за опрема и машини за 549 милиони денари, за градежни објекти 199 милиони денари, купување на возила 177 милиони денари и 20 милиони денари за купување на мебела. Значи можело да се скрати од непродуктивни трошоци за да се обезбеди за пари за граѓаните. Владата на Република Македонија со софатен план до крајот на годината ќе ги зголеми приходите, а на тој начин контролирајќи го дефицитот. Како? Многу лесно. Отворете во изминатите 2 дена и прочитете ги соопштенијата на Управата на јавни приходи, на Царинската управа и на Јавното предпријатие за државни патишта. За само еден месец, додека новата влада ги управува институциите, имаме рекордна наплата во тие 3 институции. Зошто? Бидејќи парите наместо да завршуваат кај некого дома, завршуваат во буџетот и ќе може да ги користат сите граѓани. Така до крајот на годината оваа влада има план да собере дополнителни 130 милиони по основ на
приходи. Дури и со ваков руиниран економски систем и испокраден буџет, доколку се има желба, знаење и капацитет, може да се променат нештата на подобро. Со овој ребаланс, почитувани граѓани, се обезбедуваат 2.500 денари плюс на пензијата за 300.000 пензионери. Од септември сите пензионери во државата линеарно ќе добијат по 2.500 денари и тоа нема да биде еднократна помош. Тоа ќе биде системско решение кој што заедно со покачувањето од дополнителни 2.500 денари за март до година, 5.000 денари секој пензионер ќе добие во нашата држава. Со овој ребаланс, вечерва штом го изгласаме, штом ќе стапи во сила, се обезбедуваат од септемвриската пензија плюс 2.500 денари за пензионерите. Мачни и траурни беа оние слики каде што расплакани пензионери протестираат пред владините институции, додека овие внатре заседнати на дебелите фотели ги лажеа и на клоци ги бркаа лепејки им некакви етикети. Тоа повеќе во оваа држава нема да се случува. Понатаму, со овој ребаланс се обезбедуваат 100 милиони евра за сите општини во државата. Што значи тоа? Секоја општина која што има проект може да аплицира и ќе добие по одредена формула по глава на жител средства во која што ќе може да гради се она кое што смета дека е важно за граѓаните. Дополнително со 250 милиони кои што ќе бидат обезбедени за до година, за само 6 месеци владата ќе почне инвестициски циклус од 350 милиони евра само за оваа намена. Општините ќе ги добијат денеска на оваа седница, ќе се изгласа и закон за финансирање за единици за локална самоуправа, каде што многу полесно општините на наменски сметки ќе ги добиваат овие средства. И вреди да нагласам дека овие 100 милиони се надвор од органските буџети на општината и плюс од секоја институција која што има вкалкулирано за изградба на капитални инвестиции. Не е точна тезата дека биле кратени средства за капитални инвестиции. Генијалците кога заминале од вас, само 28% на капитални инвестиции, од кои што, вреди да се напомене, во тие проценти влегуваат и исплатите кон Бехтел и ЕНКА. Развојните подпрограми во пределок ребалансот на буџетот за 2024 година изнесуваат вкупно 33,7 милиарди денари и истите евидентираат планиран раст од 14%. Ова е важно да се каже, бидејќи во однос на првичниот буџет 5,5 милиарди денари е покачена оваа ставка. Само за граѓаните ова е ставката која што генерира капитални инвестиции. Буџетот е зголемен за програма 2Л, програма за локални патишта во износ од 760 милиони денари. Ова е надвор од оние 100 милиони кои што ги кажав. Во програма Д, економски развој, кај ДА, инвестиции во железничка инфраструктура е планирано зголемување од 77,2% во износ од 1,5 милиарди денари. Во предлог ребалансот на буџетот за 2024 година планирани се нови 6,2 милиарди денари за Министерството за финансии и функции за државата, директен буст во капиталните инвестиции. Во делот на економски развој, владините подпрограми збирно евидентираат зголемено планирање од 34,4%, односно 2 милиарди денари, каде најголеми износи има за подпрограмите. Д6 поддршка на инвестициони вложувања, Д9 финансиска поддршка на инвестициите и ДА инвестиции во железничката инфраструктура. Развојни подпрограми на буџетот на Република Македонија кои што се со зголемени средства, внимавајте, во однос на буџетот. Тоа што било планирано на почетокот на годината и ова кое што е сега со девастиран и испокраден буџет. 3Б, водовод и канализација на општините, зголемување за 50%. 2Л, проект за локални патишта, зголемување за 125%. 2А, финансиска поддршка за рурален развој, зголемување за 12%, односно 103 милиони денари. Финансиска за изградба и одржување на објекти за детска заштита, зголемување 21% или 15 милиони денари. Ова е за така наречени популарни градинки. ТЕО, енергетска ефикасна рехабилитација на студентските домови, зголемување за 149%, односно 183 милиони денари. За само еден месец оваа влада започна со реконструкција на еден студентски дом, кој што беше недопрен 34 години и чека одобрение од град Скопје за почнување реконструкција на другиот. Дополнително 150% зголемување за оваа намена. Кога се сака, се може, ако не се краде и ако не се прави лоповлук на тие пари, и студентите ќе добијат подобрување на нивниот стандард. ТВ, изградба на училишни спортски сали во основни училишта, зголемување за 164% или цели 87,4 милиони денари.
Пренесување на надлежности на единици на локална самоуправа во Министерството за социјална политика, демографија и млади, зголемување 150 милиони денари. Во Агенцијата за катастар и недвижности предвидуваме значајни реформи со кои што ќе се стави крај на урбаното дивење. И токму затоа во 20 програма за катастар на недвижности има зголемување од 47 милиони денари, а 2 геодетско-катастарски информационен систем зголемување од 68 милиони денари или над 90%. Во овој ребаланс, драги сограѓани, обезбедени се средства и за вработување на приватните специјализанти. Се сеќавате кога станавме пратеници, Венко Филипче рече дека прво што ќе направи во собранието е ќе поднесел закон за решавање на статусот на приватните специјализанти. Ниту закон поднесе, ниту нешто направи. Не се појави ниту на дебатата за буџетот, ниту поднесе амандман, ништо. Најави дека и жестоко СДСМ ќе го бранел, само двајца беа присутни, од кои што највеќе приморана кутрата председателка, која што мора да ја пофалиме, 10 дена храбро седеше, само таа, некогаш некој ќе дојде заутан на комисијата, а сега во моментов седи само поранешниот премиер во салата. Толку таа жестокост на СДСМ. Епа, господине Филипче, како што се направивте во кариерата, катастрофа, пожар и крадење, не се секирајте, во овој ребаланс има обезбедено средства. До крајот на годината 300 приватни специјализанти ќе добијат понуда за вработување и до година ќе ги вработиме сите 600 луѓе. Нема повеќе да има протести со куфери пред министерство, луѓето ќе добијат вработување дури и во овој ребаланс. Исто така во овој ребаланс за генијалецот од министер за здравство со стикерите има уште една работа која што тој никогаш не ја направи. Проширување на позитивната листа на лекови. Повеќе граѓаните нема да седат со рецептите пред аптеката и да размислуваат или да одлучуваат кој лек ќе го купат, а кој лек не. Сега таа листа ќе биде проширена и со овој ребаланс се предвидуваат средства за истото. Исто така во овој ребаланс има и 250 милиони евра за помош на македонското стопанство. Тоа е оној договор каде што ќе треба тие да вложат толку колку што ќе побараат, а овие средства ќе бидат ставени за нивно располагање под екстра поволни услови. Карактеристично за новото буџетско планирање е тоа што ставката за капитални субвенции за предпријатија и невладини организации е преполовена во однос на претходните две буџетски планирања. Тоа значи дека нема повеќе да има трансфери кон Елем, нема повеќе да има трансфери за да тие можат да бидат ликвидни, а од друга страна хармоникашите од Битова да му даваат на марковски компании тендери со десетици милиони евра. Ова исто така ќе биде последен буџет во кој што државата ќе им ги плаќа долговите на предпријатијата во државна собственост, особено АД ЕСМ. Секој кој што сака да води предпријатие ќе треба да направи една состојба во која што ќе може да биде самоодржливо. На тој начин се дава буст за уште подомаќинско работење. Вреди да се каже дека со овој ребаланс се обезбедуваат дополнителни средства во Државна изборна комисија, Комисија за заштита на конкуренцијата, Агенцијата за заштита на лични податоци, Оперативно-техничка агенција, Инспекцијски совет, Министерство за внатрешни работи, Министерство за транспорт и врски, Министерство за образование, Царинска управа, судската власт, јавното обвинителство, Совет на јавни обвинители, Народен правобранител и слично. Но само за мерит системот. Тажна беше сликата на комисијата која што обвинителот и оние луѓе од судскиот совет дојдоа да бараат повеќе пари. Замислете, каде има 2% обврска, па уште доаѓаат тука и бараат повеќе пари за работењето. Не е точно дека некој им скратил од нивното работење. Тука е скратено за онаму каде што сакаат да примат дополнителни пулени за дополнително да втурнуваат довербата во правосудството уште повеќе во минус. Меѓу другото, како што кажав, се дополнуваат повеќе средства во Државната изборна комисија за избирачките одбори, 60 милиони денари на МВР за набавка на лични документи. Овој генијалец тука што седи и што беседи, кој што ја остави цела држава во притвор, не предвидел пари за тоа. Сега се предвидуваат за граѓаните да имаат непречен систем за да може да се стегнат со документ за лична идентификација, замислете. 87,2 милиони денари за до реализација на проект Брана Отиња и дополнителни 20 милиони се наменети за надомест за одземен имот за истиот проект. Македонската академија за науките и уметностите ќе добие 18,7 милиони денари плюс и за 3,3 милиони денари плюс за набавка на опрема. Овој документ, ребаланс, го подготвивме со цел да ја дочекаме крајот на годината во колку што е можно понормална состојба. Овој начин на трошење на јавните пари не е ништо друго освен ненормално трошење или нормално за овие како до сега, кои што
правеа буџети само за да може полесно да се испумпаат тие пари. Се подготвува буџет за наредната година во која што, како што каже и министерката, ќе бидат внесени сите приоритети на новата влада. Ако успеавме со еден ваков ребаланс, со толку малку средства во буџетот, сите овие работи да се обезбедат и да се покаже дека контурите на однесувањето на новата власт ќе биде исклучивно повеќе за народот и за стопанството, тогаш во наредниот буџет за 2025 година ќе го покажеме целиот зенит на однесување на една нова политичка елита. А тоа е каде што граѓаните ќе бидат ставени на прво место, каде што стопанството ќе се развива и каде што сите средства во буџетот ќе бидат наменети за капитални инвестиции со цел оживување на економијата која што овој документ покажува дека е во клиничка смрт. Благодарам. Благодарам. Има збор пратеникот Малиша Станковиќ. Повелете.